Академската фела е децидна дека со новиот закон за високо образование мора конечно да се постават прецизни правила за квалитет, отчетност и напредок во образовниот систем. Тие оценуваат дека реформата представува пресвртница за високото образование. Академската заедница не смее да чека некој друг да ја натера на работа, туку самата треба да постави стандарди и да работи континуирано на подобрување на квалитетот. Дел од професорите со поддршка за новиот предлог закон за високо образование. Јас сепак ќе нагласам дека го поддржувам овој закон затоа што представува еден вид пресвртница. Ако веќе видовме докаде стигнавме во поглед на науката и образованието, па и свесни сме, гледаме како котираме и на тие познати листи, тогаш навистина нешто мора да се направи пресек. Овој е клучниот момент, ние повеќе време за чекање немаме. Дополнително тие потенцираат дека доколку сакаме подобро позиционирање на меѓународните ранг листи и значителен напредок во науката, реформите треба да започнат од нив, односно од професорите. Тука мора да бидеме доследни и принципиелни. Ако веќе тежнееме кон подобрување на овие листи, што постојано ги потенцираме, пред се Шангајската листа и има и многу други, тогаш дефинитивно ќе треба да ги засукаме ракавите пред се ние, интелектуалците, академската заедница да си постави собствен мерит систем. Што значи тоа? Па не мора јас да чекам некој со закон да ми регулира за да седнам да сработам едно дело. Но сепак тие сметаат дека критериумите не смеат да бидат исти за сите научни области. Хуманистичките и општествените науки, како што велат, не можат да се вреднуваат исто како медицинските или природните науки. Затоа предложуваат попрецизни решенија и дополнително регулирање преку подзаконски акти во консултација со академската фела. Новиот закон според нив ќе овозможи и рационално трошење на јавните средства без да се наруши автономијата на универзитетите. Во однос на програмите со мал број студенти, тие сметаат дека целта не е укинување на неопходните насоки, туку спречување на неосновано мултиплицирање на студиски програми, што го оптоваруваат буџетот. Ке се задржат и поддржат дефицитарните струки, како математика, кои се потребни на општеството. Ако јас по потесна вокација сум пред се диалектолог и етимолог, тогаш моето научно поле на интерес е пред се тоа. Јас ако измислувам 10 предмети со иста содржина, само за да имам учество во повеќе програми, мислам дека не е целта тоа. Целта е да го обучам кандидатот токму во тоа што јас сум специјалист. И мислам дека ова го зборувам од мојата потесна област, но се разбира дека тоа треба да се види на пошироко ниво, односно во сите дисциплини, научни дисциплини, да не се претерува со мултиплицирање на студиски програми и подпрограми, кои што во принцип не нудат нешто ново, а само го оптоваруваат буџетот. Министерката за образование Весна Јаневска истакнува дека целта е создавање поквалитетен и поконкурентен систем кој ќе биде според европските стандарди. Крајната цел е поквалитетна настава и универзитети што ќе создадат кадар кој одговара на потребите на општеството и пазарот на трудот.